Драги гледачи, спортски поздрав от студиото на Ирис телевизија и добро дојдовте во новото издание на спортските репортажи поврзани со текот на првенството и фудбалските актуелности во третата фудбалска лига група Исток. Репортажа која е возможена благодарејќи на успешната соработка со раководството на фудбалскиот клуб Кидго Пекчево за развој и популаризација на фудбалската игра на добриот Стар Исток. Во изминатиот викенд на програмата беа надпреварите од редовното 11-то коло, во кое се сретаа во Берово игра Малеш Брегалница Голак, во Виница Слоги 1934 и Зрновка, во Свети Николе Овчеполе и Кежовица и во Провиштип Рудар 1947 Кидго Пекчево. Вообичаено нашата екипа беше на градскиот стадион во Провиштип, каде што се сретна двете првопласирани екипи на табелата на Истокот, Кидго Пекчево и Рудар 1947. Тимот од Пекчево засега е на првото место со 28 освоени бодови, а Рудар е втор со 16 бодови или бодовна разлика од 12 бодови. За надпреварот во Провиштип, тренерот на Кидго Пекчево Трајче Сенев се реши за следниот состав. Со број 1 Стојан Богданов, број 4 Миле Денковски, број 6 Иле Синев, број 7 Мартин Стојанов, број 9 Андреј Симевски, кој е воедно и капитен на екипата, број 13 Иван Колев, број 14 Јордан Четрендафилов, број 15 Владимир Дујовски, број 16 Бобан Тиквешанац, број 19 Мартин Димовски, број 20 Владко Стојанов. На клупата за резервни фудбалери се со број 12 Тамер Јамаковски, број 3 Денис Јанковски, број 5 Дени Андонов, број 8 Антон Ратков, број 10 Маријан Ташков и со број 11 Томи Станоевски. Тренерот на Рудар 1947 Зафирчо Стоиманов, кој е воедно и фудбалер, се реши за следниот состав. Со број 1 Јовица Радовановиќ, кој е воедно и капитен на екипата. Број 4 Методија Кралевски, број 5 Зафирчо Стоиманов, број 7 Никола Алексов, број 8 Мартин Трајчевски, број 16 Дарко Стојановски, број 17 Иван Маđов, број 19 Игор Илиевски, број 20 Марио Атанасовски, број 21 Стефан Нунев и со број 23 Дарио Лазаров. На клупата за резервни фудбалери се со број 2 Мики Петрушев, број 11 Рино Реджепи, број 13 Давид Манев, број 14 Валентино Трајчевски и со број 15 Ивица Гигоровски. Главен судија на овој надпревар е Александар Ангелов, прв помошник е Богданче Георгиев, втор помошник е Јордан Георгиев, а четврти судија Горан Георгиев, сите од Кочени. Делегат на оваа средба е Ангелчо Ѓошев од Виница, а контролор Драган Георгиевски од Крива Паланка. Домашните играчи се во традиционалните зелени дресови, а гостите од Пекчево во своите традиционални бели дресови. Откочен. Таму игра. Првиот центар тргнуваат домашните играчи, но очигледно е дека гостите од Пекчево и играчите на Кидго се решени
да играат со пресинг и да се обидат уште на стартот да извршат притисок врз домакините. Skoro ne ide do ovaj pa? Не. Тргни пушка. Владко Стојанов, кој е моште подвижен на средината на теренот, ја додава топката кон Денковски, на кога тргна Маđов. Денковски успеа да центрира, а Симевски со глава шутира освртување, топката сепак отиде кон Димовски, кој додава до Дујовски, следи шут на кој несигурно интервенира голманот Радовановиќ, но во вториот обид е сигурен. Акција во која учествува Дујовски и Денковски, кој во средина додава кон Трендафилов, а овој веднаш кон Димовски, кој втрча во казнетниот простор, но во решавачкиот момент се лизна и само ја потурна топката кон домашниот голман. Изворена акција и убава можност за откривање на резултатот, но за жал прокоцкана. Симевски доби кориса топка, успеа да се ослободи од Маđов, но внимателен е голманот Радовановиќ и сигурно одбрани. На средината на теренот погреши Синев, а тоа го искористи Лазаров да тргне силно во контра, која сепак заврши со успешна интервенција на Колев, кој ја извади топката во аут. Андреј Симевски во дуел со Трајчевски се реши да упати не даде лоп удар, но стативата овој пат беше сојузник на голманот Радовановиќ и остара резултатот 0:0. Лош дегажбан имаше шtoперот Стојманов, чија топка стигна кај Мартин Стојанов, кој го проигра Симевски. Овој на лево кон насамениот Димовски, кој веднаш шутира за да голманот чудесно одбрани и извали топката во корнер. Мартин Димовски успеа многу повеќе играчи да го пронајде Трендафилов, на кого во пресет му тргна голманот Радовановиќ, а тој ја сврте паралелно топката кон Симевски. Кралевски беше краток, а Симевски рутинирано, мирно ја спроведе топката во мрежата на Рудар за водство на екиот го од 0:1, а ја бележиме 50-та минута. Одличната игра и неколкуте промашени шанси конечно резултираа со гол и со откривање на резултатот. Нова долга акција на Китго, текаше на спротивната страна кон Денковски, а овој додава до Трендафилов. Следи успешна финта за ослободување од двајца играчи на Рудар и ја врати топката на носа за Дујовски, кој па веднаш шутира голманот, иако делува на сигурно, сепак успеа да ја одбрани оваа топка. Денковски по десната страна често прави излети, иако беше изблокиран од двајца играчи, сепак топката отиде кај Трендафилов, кој шутираше од 20 метри, но непрецизно крај голот. Шtoперот Сине по една силно избиена топка со глава успеа да го пронајде Симевски, кој пак ја продолжи топката кон Димовски. Веднаш шутира, а голманот ја одби ова топка. На неа налета Мартин Стојанов и ја пласираше во голот, но се склучна со диското свирче и голот беше оправдано поништен поради офсайд. Миле Денковски доби подарок топка од домашниот играч Маđов и веднаш ја додаде кон Трендафилов, а овој кон Димовски за таа да дојде до Дујовски, но неговиот удар беше изблокиран од Стојманов. Коле беше иницијатор на новата акција на Китго, која продолжи кон Владко Стојанов, Дујовски и Трендафилов, кој си даде фор и шутереше од далеку на самалку над голот. Трендафилов ја спроведе топката до Димовски, следува продор крај корнер линијата и додавање кон Симевски,
По неговиот шут, голманот ја одбива топката, таа доаѓа до Мартин Стојанов, кој ја додава до Симевски, но беше прекраток и одбраната ја расчисти оваа акција. Нова долга акција на Кидго која одеше преку Трендафилов. Потоа Дујовски, па Владко Стојанов кој идеално го пронеде Тиквешанац. Следуваше долга висока топка упатена пред голот на Рудар. Мартин Стојанов беше присебен, скокна највисоко покрај Маđов и успеа со глава да постигне убав и атакивен гол за Vostok Kidgo од 0:2 во 26-та минута. Брзо, лесно и едноставно постигна гол за фудбалските учебници. Тука некаде кај... Видно, средина само си, не? Или Димовски беше. Сакам да правам некоја конфигурација мачна со AMD тројка. Стане некоја и... Денковски е во нов изет по десната страна. Успеа да ја сврти топката до Димовски, кој силно шутира кон голот, а Радоваровиќ брани и исвела топката во корнер. Добра акција, одличен шут и уште подобра одбрана на домашниот голман. На Димовски очигледно денес не му е голгетерскиот ден. Домашните изненадија со брза контр преку Лазаров, но внимателен е Богдановски, кој успеа да одбрани и да исвели топката во корнер. Владко Стојанов е во акција со Синев. Ова одличен гол пронаоѓа Тиквешанац кој свртува за Димовски. Следи нов шут и нова непрецизност, топката оди крај голот. Кога не се користат шансите, во фудбалот се вели стигнува казна. На средината на теренот Илиовски Итро измами неколку играчи на гостинскиот тим и одлично го проигра во празно Лазаров. Колев го следеше во чекор, но не сакаше да ризикува со прекршок, а Илиевски кога се наближи кон голот шутираше во мрежата на немртвиот Богдановски. Гол за резултат 1:2 и враќање на неизвестноста на овој надпревар, а ја бележиме 41-та минута. Кога да е 23-ката? Кој минута? 40 и 30. Колку бе дведеме? 1-2. Последните минути ништо посебно не се случуваше, освен игра помеѓу двата 60-тика со еден збор се чекаше одмор и нови инструкции од своите тренери. Рудар 1947 Кидго Пекчево по првите 45 минути 1:2 со головите на Симевски и Мартин Стојанов за гостите, а Игор Илиевски стрелец за Рудар. играеш ми. Иди Гага. Вториот дел започна со првиот удар на играчите на Кидго, а акцијата се одвиваше по едната и на другата страна на теренот, а по грешка на одбраната на Кидго се створи шанса за Илиевски, но сепак успеа да расчисти Синев. Возвратија гостинските играчи преку акција во која учествуваат Димовски, Трендафилов
и Симевски, кој имаше интересен дуел со штоперот Стојманов, во кој излезе како победник и ја додаде топката кон Мартин Стојанов, кој пак шутираше кон голот, но топката одеше во паралела со гол линијата и пошто одбраната успеа да расчисти. Интересот пред голот на домашните беше во акцијата на тиквешараци на Трендафилов, во која голманот Радовановиќ со пат во нозе успеа да ја спаси својата мрежа. Трендафилов имаше додавање кон Дујовски, кој повторно се обиде со шут, но повторно непрецизно топката отиде крај голот. Интересна ситуација имаше во казетниот простор на Рудар, во која настрадал Симевски, кој одеше на топката со глава, а Кралевски интервенираше со високо подигната нога, пошто беше досуден индиректен удар, кој пак гостинските играчи не успеа да го реализира. Симевски на неколку пати имаше интересни ситуации. Повторно тој е во елемент со успешен дриблинг и шут кон голот, по кој голманот е несигурен, но сепак успева да ја прифати оваа топка. Нова долга и за око добра акција на гостинските играчи, во која учествуваат Димовски, потоа Дујовски, пак Трендафилов. Повторно Димовски кој идеално центрира, а Симевски покрај Кралевски успеа силно со глава да шутира, а Радовановиќ успеа да ја одбие топката која е повторно во носите на Симевски, кој овој пат силно шутира и просто ја закова топката во мрежата на немоктиот Радовановиќ. Гол за веќе убедливи 1:3 водство на Кидго во 60-та минута. Симевски втор гол, Имаше уште многу да се игра до крајот, во кој играчите на Рудар не се предаваа и тие организираа неколку опасни напади. По еден од нив дојде до судир помеѓу Владко Стојанов и Илиевски, пошто беше досуден слободен удар. Иако од далечина Стојманов зеде силен залет, силно шутираше, топката доби чудно движење при што со рака играше Синев. Судијата Ангело беше близо настанот и досуди пенал за Рудар. Сигурен реализатор од 11 метри беше Игор Илиевски, постигнува гол за резултат 2:3 во 67-та минута. Нова надеж за Рудар и за враќање на неизвестноста на овој меч. Играчите на Кидго лесно правеа шанси, но тешко постигнуваа гол, додека пак Рудар на 2-3 пати дојде до голот и постигна 2 гола. Хите појачање е го. Акција на Кидго која е започна Синев и Колев преку Димовски и Дујовски, за да преку Трендафилов дојде до Симевски. Интересен момент по кој Симевски центрираше, а Стојменов изблокира. Симевски бараше пенал, но близу беше судијата Ангело, даде знак играта да продолжи и од оваа акција се извади само корнер. Симевски со нов атрактивен дриблинг левеше во каснетиот простор. Шутираше, но и овој пат голманот на домашните успеа да одбрани. Ојде. Слободен удар на Симевски, по кој голманот за миг беше несигурен, но сепак одбрани. Мартин Стојанов го проигра Симевски, кој повторно шутира, но овој пат млако и право во голманот Радовановиќ. Закара по голот имаше и Трендафилов, на топката отиде за малку крај голот. Трендафилов многу се трудеше на овој надпревар, имаше убави акции и удари, кога голот не успеа да постигне гол со кој би го кронисал роден ден од токму на овој меч. Трендафилов ја погоди стативата по идеалниот центаршут на Димовски, што беше втор пат на надпреварот стативата да биде сојузник на голманот на Рудар.
Со удар по противничиот гол се закани Маријан Ташко, кој во игра лезе во вториот дел, но и неговиот удар голманот на Рудар го одбрани и одби топката. Пиши ова. Ај. Погреши домашната одбрана, но киксот не успеа да го реализира Мартин Стојанов, кој шутираше високо над голот. Слушай, треба да ви дадат еден гол. И во последната 90-та минута на додавање од Денковски, а погрешка на Стојменов, Симиски успеа да постигне нов гол за веќе убедливи 2:4, со што се стави точка на овој надпревар. Трет гол за него, а четврти за неговата екипа. По пауза од неколку надпревари поради повреда, ова беше успешно враќање со хетрик на капитенот Андреј Симиски на зелениот терен. Сега тој со 9 постигнати голови е најефикасен кај Кит Го. Го следи Мартин Димовски кој има постигнато 8, потоа Мартин Стојанов има 7 и Ѓордан Трентафилов кој досега постигна 6 голови. Рудар 1947, Кит Го Пекчево, конечен резултат 2:4, полувреме 1:2. Со хет-трик головите на Андреј Симиски и еден гол на Мартин Стојанов за Кит Го и Дарио Лазаров и Игор Илиевски од пенал, стрелци за Рудар 1947. Еве ги комплетните резултати од ова 11-то коло. Малеш Брегалница Голак 1:0, Слог 1934, Зрновка 4:0, Овче Поле Кижовица 1:0, Рудар 1947, Кит Го Пекчево 2:4. Табела. Кит Го Пекчево е на првото место со 31 бод. Следува Малеш на второто место со 18. Трето место за Рудар 1947, 16. Овчеполе, Слога и Кежовица на четвртото, петото и шестото место имаат по 15 бодови, но тука има влијание гол разликата. Седмо место за Брегалница Гола кој има 14 и на последното 8 место тимот на Зрновка со 1 освоен бод. Надпреварите од следното 12-то коло на програмата ќе бидат во недела 19 ноември, во која ќе се сретнат Брегалница Гола Рудар 1947, Кит Го Пекчево Овчеполе, Кежовица Слог 1934 и Зрновка Малеш. Драги гледачи, ова е се што ви подготвив за оваа репортажа. Благодарам за вниманието со кое не следевте. До следната репортажа, останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно!